Блок музика имаме ние до 9 часот, некако се спои да и претходната гостинка и следниве гости во студиото, да можам да кажам дека се едни од пионерите на македонската модерна музика која што почна да се произведува некаде по 90-тите години по стекнувањето за независност. На што мислам, ајде, прво ќе кажам добро утро за браќата Дарко и Жарко. Дарко нека крене рака. Јас сум Дарко. Добро утро. Знам толку многу години и навистина се уште сигурно ве мешат, ама сега добро е брада, нема брада, тука може разликата да се направи. Мене името не препознаваат, ја решив дур него вратиме да не се бричам. Така, да си остане брадата. Момци, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодариме за поканата. Поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Чест ми е што ќе разговарам денес со вас. Ја видовме пред малку и Тина Мицковска, се познаваме сите четворица заедно. Знаеме колку ја почитува и цени македонската музика. Ако зборуваме идејата само од виртуелни графити да смогне градоначалник или кој да одговара за тие зидови да станат реални графити со македонски текстови и тука сигурно негде у позадината на некој мало уличе може и малце од рап, македонскиот рап пример да излезе некој. Да, па не сме баш за на фронт па што може да се навредат луѓе, ама у некој уличе да има и малце македонски рап. Пука козметика. Кога зборуваме за музиката која што се создаваше во 90-тите, која што даде некој правец на тоа кај се движи денес македонската музика, вклучувајќи го и рапот, Пука козметика навистина е историја, има што да се зборува, 30 години творење и постоење. Брзо летаат годиниве? Да, многу. Летна. Многу, дури сега полека се свестуваме до јубилејов не знаевме дека така е. Некако од кога го официјализиравме, викам леле луѓе колку време прошло. Што значи за вас овој јубилеј, оваа бројка 30 години? Ајде да ве вратам години наназад, кога ќе се спомене 30 години бројка, се враќаат оние малски спомени, оние први денови, први месеци од формирањето на групата. Како почнува приказната за Пука козметика? Тука сме стално у Кавга, 95 или 96-та со Жаре, зашто е последниот ден, па јас победив, еве 95-та, го правиме јубилејот, значи конечно е попушти. И така на училишна приредба, па на 31.12, затоа на 13 го правиме, само им ги сменивме бројките и видовме дека е 13 сабота и дека ни одговара ептен и затоа го закажавме тој датум за датум на прославата, иначе бевме млади деца во Ново Лисиче, на школска приредба со Видо и со Марча се договоривме дека ќе бидеме група. Немавме ни име, ни песна, ни ништо, ама во мене тоа е моментот кога се формира група. Другото е отпосле. Ти можеш да правиш јубилеи на прв концерт, прва песна, прв албум, а по мене кога рековме правиме група, правиме. И од тогаш еве и фала што ми попушти конечно братот, што никогаш не ми попушташе. Да, е добро, ова е добар знак, најверојатно поради концертот. Па песните стои 96-та ово, ама ај за тој еден ден техникалија, вика брату 95-та е 31-та. Добро, што сте се договориле, тоа да го тргнеме на страна. Иначе емоции, Иване, онака бура од емоции. Кога сме кај емоциите, ајде, што е, како се менува публиката и сцената за овие 30 години? Дали тоа што важеше во 95-та е уште актуелно или некако сите мора веќе да се адаптираат на нови времења и хитови? Дали новите генерации сакаат и тоа што се создавало во рап музиката во 90-тите? Се сврте кругот. Добро. Започна за мал број уши и свесни луѓе и некако пак завршуваме за мал број уши и свесни луѓе. Така имаше некако рап културата кај нас, нели? Прво почна мал круг луѓе, па некако доби голема комерцијализација и интензитет. Ви пречеше тоа тогаш или ви помогна на рап сцената, еве генерално ако помогна реално за да повеќе луѓе почнат да го истражуваат тој правец, да се навлекуваат што викаме ние на хип-хоп. Значи порано беше неколку радио емисии имаше и тоа е, значи појавувањето. Што можело да те пуштат, а ова помогна да си онака добре да има повеќе во медиумите. Па е и на МТВ да ти пуштат музика и на било која телевизија, на било која радио, нормално цензурирана. Да. Меѓутоа проблемот е после кога од таа креација и овакво почнува да иде во перверзија и во дистракција и да се губи оној вистински што ја и Жаре никогаш не го направивме. Многу артисти отидоа го направија тој чекор да влезат во поп светот
Ние некако си останавме у нашиот свет. R&B културата, R&B сцената е тука, рап сцената е тука и споменавте МТВ, јавниот сервис има и на некој начин обврска кон публиката што ве почитува, ја сака вашата музика секако да го направи тоа и тоа треба така и да се биде. Даде шанса тогаш на Чисто околина, мислам за Most Wanted, не знам дали ги имаат снимено, ама кога се снимаше таа секаква музика во Македонија, ние првите знаци, првите сигнали од македонски рап, пошто ние сме реално вториот бран. Че има Батковци пред нас, Most Wanted, Чисто околина, ние сме втори пионери. Прљава средина. Добро, од колку години, момци, работите? Од многу мали. Имавме и претходно група, пази, пред тука Козметика сме имале група, што може да каже дека сме од градинка. Имаме постар брат кој што донесе дома рап и така тоа е тоа, значи фамилиарно. Не зарази со рап и едноставно никогаш не излеговме од тој филм. На кој начин ќе представите целата ова историја на тоа што ќе се случува во МКЦВ, да ве вратам повторно на 13 декември, уште на најавата на концертот и во видеото каде што го најавувате, кажувате дека нема да биде само концерт, туку едноставно ќе биде еден ден убава водилка низ сите овие 30 години. Што ќе се случува? Целовечерна дружба, значи започнуваме, ве молам бидете точни. Добро, кажи порано половина час да биде. Јас му викав, тука се караме, знаеш, кога сме двајца и треба да одлучиме, ја му кажав на плакатот да стои 19:30. Он вика не 20, викам тогаш ќе почнеме во 20:30 и сега мора на секој идење. Морам да кажувам да дојдете порано зашто почнуваме во 8, набиена е агендата. Во 8 се раскажува приказната во Фросина, кино Фросина. Потоа ја слушаме плочата, прв пат вадиме плоча Пука Козметика, што ни е многу вака драго. Ја слушаме плочата и на крај следуваат концертните изданија на Пука Козметика, другарите и млади артисти кои што се поканети во денсинг салата, значи негде од 22 и тераме до дека ни се тера, така речете. Додека не ни збркат. Околу билетите? Како може да се набават и добитен хуманитарен тикет, што значи тоа? МК Тикетс. Добро. Значи МК Тикетс има линк мрежата по социјалните мрежи. Добро. И исто ги има во физичка продажба во многу места. Кои се очекувањата ваши од концертот, од коментарите кои што досега ги добивате од публиката, има различни генерации? Прекрасни се коментарите, прекрасно е чувството, знаеш, малце како временска машина, па и се слушаме и се гледаме заради тоа со многу луѓе со кои што во минатото сме дружеле. Ние знаеме и дека таму повеќе од тај, да не претарам сега 90%, ама сигурно повеќе од 70% од луѓето ќе ги знаеме веќе од некои претходни. Така. Лично. Да, лично и персонално е овој концерт и така го сакаме, така го замислуваме и никогаш не сме ни мислеле дека не знам сега ни па да се оптеретуваме, дали ќе има 200, 500. Важно е да дојдат тие луѓе што сакаат, што па ние знаеме тие што се во можност во Скопје дека ќе бидат присутни. Сега имаме малце дистракција што се вика, има убав голем настан во Софија, DJ Premier и Alchemist, што и на нас не е криво што нема да одиме. Ама ние пред нив па најавивме, ама тоа е, знаеш, сега многу луѓе комитивени се у Гелзенкирхен, многу луѓе ќе го испуштат, меѓутоа еве да им кажеме дека во 2026 годината, кога е 30 години, ние ќе бидеме низ цела Македонија. Па добро, завршуваме во Ново Лисиче во мај. Така да. Јуни, мај, јуни. Очекувано тоа, значи концерт на отворено некој, така. Да. Момци, посакувам успешен концерт, секако убаво дружење со публиката, поддршката дефинитивно и од публиката, од пријателите, од заедницата сигурно ви значи, доаѓате и од таква населба од каде што некако тргна целата оваа приказна за оваа хип-хоп култура. Така. Ви благодарам за гостувањето. Благодариме Ване, благодариме МТВ. 13 декември, 20 час. 19:30. 19:45, најсигурно. И едно 10 минути закаснување. Ви благодарам уште еднаш, чест ми беше да поразговараме со вас, бидејќи растевме со Пука Козметика. Купете карти, само ова го напоменуваме стално, чест секому, гратис карта никому. Како беше има гратис мајца на доќаните, чест секому, вересија никому. Да, не, види, ќе има мајчки гратис можеме да даваме, можеме стикери, храна, пиење, музиката да ја дадеме. Супер. Ама
карта мора да се купи. Мора да се даде поддршка. Доколку некој не е во можност, ние ќе ја платиме, значи, гратис ќе нема. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија. Фала МРТ. Во продолжение е веделиот програмската понуда на јавниот сервис.